Ноќно студио продолжува со нашиот трет гостин, Моника Зајкова, партеничка и претседателка на ЛДП. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и благодарам за можноста. Да, на иста тема ќе разговараме како со нашите претходни двајца соговорници, тоа се измените во изборниот законник. Хајде да започнеме со работната група која што веќе е формирана и имавте, да речам, прва успешна средба после првата неуспешна. Какви се вашите ставови во однос на измените на изборниот законник? Какви промени треба да се случат за да имаме едни фер и демократски избори, но и секој глас на граѓанинот да има иста тежина, ако може така да се изразам, алудирајќи на изборните единици и една изборна единица? Па добро, пред средбата која што се случи оваа недела отвори едно многу интересно еден многу интересен факт. Се побараа во Министерството за правда, нели, кој предходно раководел, како раководел, и се воспостави дека едно 10 години ние уназад формираме работни групи за измени на изборниот законник и гледаме дека тие измени не се случуваат. И јас често во емисии велам дека големите партии манипулираат на темата изборен законник, затоа што ако сакаат да направат суштински измени, досега тие измени не само што ќе ги имаше на хартија, туку и ќе се имплементира. Ставот на ЛДП е многу јасен по однос на изборниот законник, а тоа она што во моментот ни е многу поважно се отворените листи. Затоа што отворените листи го демократизираат процесот и овозможуваат да лично граѓаните учествуваат директно во изборот на представник кој што сакаат и да го гледаат во парламентот и во кој што имаат доверба. Значи во парламентот, во советите, или ајде пластично да кажеме, пошто цело време во партија го разговараме преку примери, тоа е исто како во маркет да одите и да имате, не знам, 10 круасани, вие да изберете кој сметате дека е најдобар, или да имате од другата страна модел каде што ќе одите на каса и тоа што ќе ви дадат, тоа го гласате. Прифаќате, или го купувате. Го гласате. На тој начин ќе се зголеми и повеќе одговорноста на избраните представници кон народот. И затоа мислам дека таа тема многу малку се отвара за отворените листи, затоа што имам чувство дека овој конференц систем кој што си го создада, условно кажано, поголемите партии или поголеми по број на членство партии, не им дозволува да воведат отворени листи, затоа што на тој начин ќе треба да одговараат пред граѓаните, а не пред партискиот лидер, односно пред партиите. Ако вие видите што се случува денес во парламентот, таму е представено се освен волјата на граѓаните. Исклучиво се дебатира за тоа што ќе биде наратив, односно согласно наративот на партијата, се гласа исклучиво како ќе наложи партијата, па каде е тука граѓанскиот интерес? И со отворени листи тоа не може баш да биде така, затоа што нема да може првиот човек на партијата да контролира кој сака и кој му се така наречени лојални борци со партици да си ги стави на добитните позиции. Тоа значи дека освен тоа што големите партии, ајде да кажем дека не ја поддржуваат оваа идеја или пак имаат некои финиси кои што сакаат да ги додефинираат, истиот случај би важил и за една изборна единица? Па да, не е спорно. Сега има различни модели. Јас не сум експерт во изборни модели, но само ги следам она што се објавува како анализи, истражувања и слично. Имаме ние во регионот и со полуотворени и со отворени, но еве јас инсистирам, мислам дека на Македонија навистина не требаат отворени листи, затоа што ова што се случува сега, не знам до каде може да не одведе. Не само што не дебатираат за финеси, туку мислам дека воопшто се плашат да го спомнат. Ако до пред некоја година беше страв да се дебатира за една изборна единица, сега гледаме дека си најдоа некој механизам кај што може да играат, нели, па ајде со праговите тука ќе импровизираме и слично, да направиме нешто што пак на нив ќе им оди во прилог, а не на демократизацијата на општеството. Сега затворените листи бегаат, буквално не сакаат ни да спомнат од зборчето.
отворени листи. Впрочем, ЛДП и во минатото говорела и за отворени листи. Нашите предлози во собранието беа една изборна единица со отворени листи да започнат со примена од локалните избори тогаш, затоа што локалните избори па се најдобра можност за да се покаже како функционира таквиот Да, може би така систем. најблиску граѓанинот ќе го осети и почувствува тоа. Дури ја отворивме и темата дека ајде, бидејќи нели доаѓа предлози за 8 изборни единици согласно планските региони и слично, ако луѓе не можете, дајте да направиме отворени листи со харе квота, па не е проблем, нека бидат и 6 изборни единици. На тие отворени листи би се залагале ви за квота за колку жени да има на листите, бидејќи сведочиме дека се Законот кој што го предложивме во изменатиот состав беше со тоа да се запази застапеноста на нели помалку застапениот пол, во случајот 50-50 застапеност. Иако во истражувањата кои што ги имаше NDI, јас баш ги најдов од прошлата или предпрошлата година на симулацијата на тогашниот, односно на претходниот парламентарен состав, во една изборна единица излегуваше да бидат повеќе застапени жените. Може би тоа ги одврати мажите на масата да го стават на дискусија законот. Да, колку ЛДП би ќарила од тој модел доколку биде имплементиран на следни избори, зборувам во бројки, дали во број на пратеници или во советници? Па добро, не се работи што ЛДП би ќарила, се работи што граѓаните ќе добијат. Граѓаните ќе добијат представници кои што тие самите ги бираат и граѓаните ќе одлучат во кого имаат доверба и од кого ќе бараат лично и директна одговорност. Бидејќи поимот одговорност кај нас стана сега нели по најново системот е крив за се, како системот е нешто апстрактно што никој не го сочинува, тогаш ќе се знае директно на кого му била дадена довербата од граѓаните и нема да може да кажеме ама да, он беше на листата, јас не го знам третиот, петиот од листата, не, буквално ќе се потрудат малце и кандидатите да не само во периодот на изборна кампања, туку и после тоа да ги исполнат ветувањата кои што ги дале на граѓаните, бидејќи нели директно ќе одговараат пред нив. Така што јас не би го свртала прашањето колку би добило, иако симулациите покажуваат дека да, овие така наречени поголеми партии ќе изгубат по некој мандат. Можеби за нив не е ништо, но дека ќе имаме поголема шареноликост на парламентот. И тука беше нели се отвори дискусијата, ама да, знаете, тогаш може да има опасност да имаме ние нестабилна влада, па гледате што се случува во соседна Бугарија. Да, но тоа е убавината на демократијата. Можеби ќе има поекстремни идеологии, можеби полиберални идеологии, може ќе се зачуваат традиционалните, но тоа ќе ве натера и ќе натера и владата да биде поодговорна пред парламентот, бидејќи сега парламентот, односно парламентарното мнозинство, секогаш е само спроводник на она што доаѓа од извршната власт, тогаш и владата би имало некој систем на чек и баланс контрола и нормално дека ќе мора да се прават компромиси, нема да може така комотно све да си се турка што чини, што не чини. И све што оди не оди во прилог на граѓаните. Да, тогаш можеби и вистински ќе имаме значење на демократија од демоси и од кратис, така, кога народот ќе и тежина на законодавната власт како највисока власт, бидејќи ние некако заборавме, ги изместивме работите како е поделена власта согласно уставот во Македонија. Некако се чувствува некоја на моменти дека една власт е, дека не па не, знаете, јас сум била еве во парламентарно мнозинство, сега сум во дел од опозицијата и кога бев во парламентарното мнозинство, истиве работи ги говорев, затоа што се чувствува дека изостанува тој систем на контрола од страна на парламентот. Извршната власт се однесува така како да по устав и хиерархија не одговара пред пратениците, туку пратениците за тие што треба да одговараат пред нив. Ние до сега, еве, ако видите историски, немаме интерпелација изгласана на министер или или доверба на влада, и никогаш ниту една влада не паднала поради изгласана недоверба, што во други земји е случај и се случува. Да, често имаме такви примери и од соседството. Другата измена која што исто е на масија и се разговара е намалување на бројот на пратеници во собранието. Има еден предлог за бројката да биде 90. Колку е тоа прифатливо? Мене ми е многу драго што еве после
повеќе од 10 години се стави на дискусија темата. ЛДП во 2011 отвори таа програмата Има излез. Имаше и одржана промоција на таа програма во МОП. Ја промовираше оваа мерка. И не само ова за 90 пратеници, за помала влада, дека на Македонија не и треба толков број на министерства. И за сите овие работи што денеска се ставаат на масата, замислете, јас стварно се гордам што ние сме биле визионери да пред толку години предвидиме работи што тогаш не ќеле ни да не слушаат, а сега сакаат да ги превземат и не се нека ги превземат пошто се добри идеи, ама нека ги имплементираат, но не треба да забораваме дека дискусијата, јас поддржувам дека на Македонија треба помал парламент согласно бројот на жители и поефикасен парламент, но не треба да забораваме дека таа дискусија не може да ја врземе со измена на изборниот законник. Зошто? Затоа што бројот на пратеници е регулиран во Уставот. Кога ќе дојде на маса отварањето на Уставот, ред е да ги кажеме и другите забелешки. Впрочем, и кога се говореше нели толку за уставните измени, едно време беше постојано тема и секој ден се говореше во медиумите, јас тој го говорев дека да, нели имаше од страна на чинам дека влен некои барања ако се отвори Уставот или од некои партии кои што доаѓа, ја кажав да, ако се отвори Уставот, ние треба да го отвориме суштинските прашања за 90 пратеници, за тоа како е поставен судскиот совет во државата и низ за други суштински прашања кои што гледаме дека низ годините појавиле, да, тогаш може биле добри и уставотворците сметале дека така треба, но во праксата се покажало потреба да бидат сменати. И драго ми е што се отвора дискусијата, но не може да очекуваме дека со изборниот законник ќе направиме таа промена. Јас не сакам да ги замајуваме граѓаните да мислат дека тоа ќе се случи со овие промени на изборниот законник. Не, значи тоа е уставно прашање и можеби во некоја друга дискусија за измени на Уставот може да биде предмет заедно со низа на други прашања кои што веќе ги напоменав, како судски совет, не знам, мандатите на јавните обвинители, на низа други институции кои што ги регулира Уставот. Техничка влада, исто така една тема која што повторно е актуелна, особено последниве месеци. Едни се за укинување, други се против, тие кои што се за не гледаат причина дека во моментов има потреба од еден таков модел, другите пак не веруваат во институциите дека ќе се спроведат фери демократски избори. Па добро, ние таа техничка влада или пржинска или како и да ја нарекуваат настана заради тоа што државата влеза во една таква ситуација каде што веќе не можеше да испорача фери демократски избори. И ние не смееме веќе да си дозволиме да се вратиме во тоа време, каде што ќе бидеме квалификувани за заробена држава, која што нема да може да спроведе фери демократски избори. И пак се тука важни отворените листи, затоа што тогаш нема да може да се прават многу големи манипулации, зашто не можете вие да исконтролирате мнозинството граѓани како ќе дали ќе се одлучат за 18-тиот на листата или за првиот. Мојот став е јасен и сум го искажала во многу наврати, а тоа е ставот на партијата дека на Македонија не е потребна техничка влада, не се потребни купишта на заменици директори, на тие, не знам, еден куп управни одбори, па по регулатори таму кај што зимаат и до 4 просечни плати што не им е ни работно место. Тоа се пари од граѓаните, туку е навистина потребно измени кои што ќе доведат помал број на министерства, поефективна и добро платена администрација, повеќе пари во џебот на граѓаните, така што мислам дека треба да говориме за овие теми, а не за да се врзуваме, затоа што ние знаеме дека од избори во избори самиот изборен процес по себе ги кочи нормалните текови на работите во државата. Техничката влада поуште повеќе затоа што сите се вадат дека не можам ова да го направам сега, знаеш се влага во техничка влада и затоа тие денови пред да почне техничка влада или пред да се распишат избори во Македонија е како не знам, вонредна состојба и све се брза нешто да се направи, не треба да го растретиме системот, да покажеме дека сме зрело општество кое што може да си го демократизира изборниот модел
и да покаже навистина демократска зрелост да спроведе избори без да мора да има техничка влада за тоа. Се соочуваме со еден можеби момент во кој што на локални избори, особено во западните општини низ државата, не може да се избере градоначалник поради недоволен број на избирачи кои што го стваруваат своето гласачко право, 33,33%. На последните локални избори имавме во 4 општини организирање на ново гласање за да се избере градоначалник. Како да се реши овој, да се надмине овој проблем? Па добро, тука треба да се направат посериозни анализи, бидејќи ние од година во година не само во овие неколку општини, да, сега е тоа во неколку општини, меѓутоа ние треба да видиме дека генерално не паѓа процентот на излазност и бројот на граѓани кои што излегуваат. Значи треба сериозно да се замислат сите политички чинители, особено оние кои што доминантно ја воделе владата, што се случува и зошто граѓаните влегуваат во апатичност, односно немаат доверба. Можеби треба веќе да се размислува да се направат одредени нови прераспределби или слично, значи што стварно треба да се дискутира. Ние ги чекаме да се вратат луѓето што ни се отидени еве конкретно во Маврово, ги чекаме да ни се вратат луѓето од Италија, од Словенија, од секаде за да може да избереме градоначалник. Ако во некој рурални или не знам влегуваат и можеби во урбани општини, но се намалил бројот на жители, треба да се размисли како ќе ги третираме. Може во тие општини да се направи помал цензус. Треба да се размисли сериозно прашање и да се стави на маса. Еве кога веќе пред нас се говори за изборниот модел, ќе се говори таму за финансирањето на партиите за време на избори, односно во делот на медиумската покриеност, треба да се постави ова прашање. Но колку е оправдано тоа што нерезиденти, реков дури со чартер летови, една политичка партија ги носеше во една општина и еве тие го избера градоначалникот, пак за резидентите кои што се постојани жители. Јас лично сметам дека, мислам од секогаш сум била поборник за тоа дека не може да ни бираат и да ни ја кројат судбината оние кои што не ги плаќаат своите даноци во Македонија, кои што не ги трошат своите плати во Македонија, односно не придонесуваат во македонскиот буџет, но тоа си го дозволуваат да го прават поголемите партии. Зошто? Затоа што ако го видите процентот на финансии кои што го земаат од државата, односно од граѓаните, тоа е многу голем процент. Значи, повеќе од половина од буџетот за финансирање партии дека е трите најголеми партии. Тоа се ВМРО, СДСМ и ДУИ, чинам околу 6,5 милиони евра од граѓаните, и бидејќи граѓаните на нив, односно не директно, туку преку Законот за финансирање партии, на овие три партии им плаќаат и аналитички центри, и се тие се комотни да можат да се организираат чартер летови и да веќе кога некоја партија организира чартер летови, нели известно е дека нејзиниот кандидат ќе победи, бидејќи таа на некој начин ги купува луѓето кои што доаѓаат тука. Луѓето едноставно доаѓаат, користат прилика да си ги видат и роднините, но и да дадат глас, бидејќи тие утре ќе се заминат и нив апсолутно не им значи до следното лето како ќе се води општината, туку им значи на луѓето што секојдневно се соочуваат со локалните проблеми и предизвици. Лесно е ако јас живеам во Италија и доаѓам секој јуни и си одам во август, тие 2 месеци ми е супер и сум на одмор, ама да ги прашаме ајде жителите што секој ден живеат таму, кои се предизвиците со кои што се соочуваат? И дали е тоа фер и дали е демократски во однос на тие луѓе што се секој ден таму тоа што се случува? Го споменавте медиумското, платеното политичко рекламирање во медиумите. Кој би бил најсоодветниот модел за имплементација кај нас? И тоа е прашање кое што исто така бара сериозна анализа и сериозна дискусија. Јас можеби не би го врзала само со платеното политичко рекламирање, но општо со концептот на финансирање на партиите. Има одредени држави кои што даваат одреден буџет на секоја партија, не се тоа драстично различни буџети, ако ЛДП зима, не знам,
70-80 илјади евра, а ДУИ зима 1,5 милион евра, тоа е огромна дискрепанца во буџетот. Па има држави кои што кажуваат да, еве, ова ви е буџетот како партија, вие имате во тој буџет да платите ваше седиште, човек нели нормално за да биде отворена партијата и да ги промовирате медиумски вашите програмски цели. Ние сега им плаќаме на нив еден куп пари за да штанцаат секој ден партиски соопштенија и да гњават јавноста со ништо суштинско, туку со нивното препукување кое што направил во кое време и кој што не направил, уствари цело време сведочиме како све оди наназад, односно назад во државата. Добро, последно прашање би било во однос на мотивацијата која што се почесто е пониска кај младите. Вие и голем дел од пратениците започнавте да речам од тие млади години во политиката, но денес има некое чувство дека се помалку младите се одлучуваат или не знам, имаат одбивност можеби кон политиката. Зошто е тоа така и како да се мотивираат младите, бидејќи како велиме светот на младите останува? Па, јас искрено имам многу надеж во ова наша генерација на политичари, дека ќе ги менуваат работите, реториката, наративот, културата на диалог. Меѓутоа, за жал, може да видиме дека иако се помлади, не можат да излезат од партиската матрица и слепо ја следат политиката на лидерот. И тоа за некој млад човек кој што е од надвор, не му ветува дека нешто ќе промени ако влезе во политичка партија, туку дека треба да биде слеп послушник на лидерот за да стигне до позиција на пратеник или советник или нешто повеќе. И сега пак тука е битно отворените листи, затоа што ако се отворени, тој млад човек дури да е ставен 20 на листата, може да биде изберен и младите да си го изберат својот представник. Но да, се чувствува генерално и не само апатичност кон политиката, мене ме загрижува и она што се случува во граѓанскиот сектор. Некако имам чувство како да таа желба за волонтирање, за младински активизам како полека да замира и гледаме како одредени граѓански организации кои што во мое време беа многу силни и гласни, сега како да ги нема. Имав можност да присуствувам во собранието и мислам дека бев единствен пратеник кој што ги посети кога организациите требаше да го изберат Националното собрание на млади. Мене ми е поразителен фактот да ги гледам постојано истите луѓе, да нема подмладок. Тие се супер квалитетни луѓе кои што навистина вложуваат и во темите за млади, младински активизам, образование, но се многу малку. Што се случува со останатата младина и дали некој води сметка за тоа? И ако во наше време беше тренд да волонтираш, да членуваш, нели имаше може и ти се сеќаваш организации како ISEC, па имаше Erasmus мрежи, па не знам више кои се не беа трендови, сега некако не слушам веќе. Беше тренд во МОВ да си во дебатниот клуб. И тоа е за мене стварно загрижувачко и мислам дека треба да се работи и да се потикне и волонтерството и да се ослободи тој младински сектор да действува независно, бидејќи тие може да бидат навистина коректив на се она што се случува на ниво на државата, односно да бидат коректив ако ние некаде погрешиме со политиките да ни исправат. Мене ми е драго што уште функционираат одредени здруженја, што НМСМ се уште е активен со сите можеби лимитирани ресурси кои што ги има. Еве ова здруженијето што е Форумот за образовни промени, ги гледав на дебата со поднос на законот за високо образование, тоа е за поздрав и охрабрувам што поголем број на млади да се вклучат во такви ако не сакаат во политичките подмладоци, иако во политичките подмладоци навистина можат да креираат политика и да генерираат, нека се вклучат барем во овие здруженија и нека бидат борбени за својата идеја, бидејќи само така ќе може да го менуваме на подобро општество. Сите овие измени кои што вечер ги дискутиравме, очекувате да бидат готови до следните избори? Без разлика дали се предвремени парламентарни, од тука прашањето дали сте за предвремени парламентарни?
Јас генерално сум поборник и како партија секогаш сме излагувале со став дека предвремени избори не носат ништо. Предвремени избори немаат магично стапче и нема да ги решат проблемите на граѓаните, тоа е само купување на време кое што не нуди решенија, ја блокира цела држава, е многу скап процес. Значи, ние да си играме од избори во избори, кога куповната моќ на граѓаните опаѓа, кога гледаме дека народот ни осиромашува, е крајно несериозно. Ние напротив треба да гарантираме сигурни 4 години, за да може некој инвеститор да се охрабри, да инвестира тука, да создадеме правна сигурност и малце да го кренеме економскиот стандард на луѓето, наместо постојано да размислуваме за предвремени избори. Искрено мислам дека и оваа работна група за изборниот законник ќе заврши само на одредени технички забелешки прифатени од ОПСА и ОДХР. Дај Боже да грешам, дај Боже велам, но на историја на 10 години формирање работни групи не ми ветува многу, но еве ајде нека сум овој пат јас грешка и нека се дај Боже се направат суштински измени и да почнеме од некаде. А јас се надам дека тоа некаде ќе биде отворени листи на следните избори. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам. Моника Зајкова, пратеничка и председателка на ЛДП, беше во нашето ноќно студио. Вам, почитувани, ви благодарам што бевте вечерва со нас. Повторно ќе се видиме веќе во четврток. Пријатна вечер.